Почитувани сограѓани, жално е што уште еднаш гледаме на ваква слика. Уништени објекти и испишани погрбни зборови, што само се доказ за очеат и безидејноста од опозицијските редови. Разочарува фактот што ваквото девијантно однесување продолжува и по многобројните апели од наша страна за тоа да престане. За жал, ова за нас и на голем број други места во Прилеп, СДСМ го оставија со доаѓањето на нивни високи функционери во саботата. Ваквото однесување е доказ за тоа дека СДСМ не го слуша гласот на народот кој негативната кампања е казнува на избори. Денес, почитувани наши сограѓани, кои сте дел од СДСМ, ве повикуваме уште еднаш да престанете со уништување на приватни и државни објекти во нашиот град. Исто така, ве повикуваме да излезете и да ги исчистите графитите со кои го накажувате нашиот прекрасен град, кој е еден од најчистите и најубавите во Македонија. Истовремено е гордост на секој прилепчанец. Довербата на граѓаните не можете да ја добиете уништувајќи го она што е направено. Граѓаните, особено младите луѓе, веруваат во реални проекти ставени во програма, а не на транспаренти и графити со недолична содржина. Ваквата ваша безидејност само ја воочува огромната разлика помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Додека опозиционерите уништуваани из нашиот град, председателот на нашата партија промовираше нови 7 мерки и проекти исклучиво наменети за младите луѓе. Ваквите проекти се однесуваат на сите млади луѓе. Новите мерки и проекти претходно промовираните се 21 решение на проблеми и помош при исполнување предизвиците кои ги имаат младите луѓе. Само во последните 2 месеци промовиравме 21 нов проект, меѓу кои се Македонија вработува, купи куќа за млади, за кои има огромен интерес и кој ретка прилика под исклучително поволни услови младите да се здобијат со свој сопствен дом. Бесплатен јавен превоз за редовни студенти од државните универзитети. Бесплатен железнички викенд за млади до 27 години. Реконструкција на студентски домови, изградба на читални, спортски игралишта и скејт паркови. Најавивме и директно вработување за најдобрите 100 студенти од 5 најдобро рангирани универзитети во Македонија, како и проектот Млади амбасадори, со кој ќе бидат доделени стипендии на средношколците кои ќе постигнат успех на меѓународни научни олимпијади. Стипендии за постдипломски докторски студии, како и можност за студентите кои се запишале со кофинансирање да им се намали партиципацијата за 50%, доколку постигнат просек над 8,5. Почитувани, ова се само дел од проектите кои ги предвидува ВМРО ДПМН за младите луѓе во новата програма 2016-2020 година. А ова за нас е концептот на работа на СДСМ. Разликата е повеќе од очигледна. И благодарам.